Ова е уште еден пример, тоа дека ние во суштина немаме држава. Ако држава не може да се справи со една фамилија, со едно семејство у Жидилово, у Крива Паланка и со 500 крави, кои што тоа семејство не ги чува согласно ниту една правило, процедура, закон и така натаму, че ние немаме држава. Ние не можеме да се справиме со основни проблеми кои што ги имаат нашите граѓани. Че оваа држава не може да им гарантира безбедност, сигурност, право на собственост, имото да им го гарантира. Значи ништо од тие работи не може да им ги гарантира. Ние не можеме да се наречеме држава. Ние за овој проблем алармираме веќе година-две. Најстрашното, допрва се нема случај. Затоа што овие крави се шетаат по регионални патишта. Не дај Боже, некој со 80, 90, со 100 да удри у крава, толку ќе направи белја. Не дај Боже да проба да изманеврира, да избегне судар, да не ја удри крава. Значи ние се уште сме у фаза кај што може нешто да се смени у ситуација и да се спаса човечки живот. Затоа што овие крави загрозуваат човечки животи. На сите кои што поминуваат. Ова е бришење на сите закони, уставот на све. Бришење затоа што некој таму е од јаку ВМРО и има некаков си бизнис интерес од 500 крави. Многу пари се. Ма тие се наши пари. Значи парите што им ги дава државата за субвенции по крава се наши пари. Тие субвенции ги даваат од буџет. Наши тие пари пари се. ги даваат од државниот буџет. Значи овој Гоце е шериф тамо со наши пари. Со наши пари. И уште ги тепа сите тамо околу, ги малтретира, се изживува, им го уништува имотот, им го уништува родот на земјоделци. Мислам, ја не знам што понатаму да кажам за темава. Држава не постои.